Имаме народен правобранител, имаме комисија која и приватен и јавен сектор, имаме судови и така натаму, меѓутоа да, евидентно е од кажаното, се сложам дека комисијата не може да се бави само со решавање на представките и во тој дел нели имаме одредени проблеми кои малце покасно ќе ги објаснам, туку напротив анимирање на јавноста воопшто до последниот граѓанин по однос на подигнување на свестост, што навистина не знаеме. За чудувачки, значи тука не само што е Жанета, ми тоа ја секогаш што го кажам, затоа што да не беше емисијата на ОПСЕ, навистина ќе бевме во далеку потешка ситуација. Вака сепак може да кажеме дека имаме сериозни работни средби направено со синдикати, со партнери, инспекцијски органи и така натаму, значи да не кажам одредена литература и брошура што е дистрибуирана по пат на најразлични проекти, меѓутоа сепак благодарение тоа на мисијата на ОПСЕ, иначе буџетот е многу лимитиран, значи ние сме условно кажано да независен правен субјект со собствен буџет, меѓутоа токму тоа не земаме плата, земаме паричен надоместок иначе. За паричниот надоместок има средства, некако се даваат, меѓутоа на другото е навистина крајно лимитирано и не е во ред. Да, и тоа сме го кажале секогаш. Значи по однос на самата работа на комисијата, јас исклучително многу ја почитувам професорка Најчевска. И ворете се до тоа она што го коментира, она има собствено видување на нештата, меѓутоа не може да констатираме дека се исклучиво господјата Најчевска овдека репер, тогаш може не требаше 7 комесари, можеше само она да биде, да избира, ќе имаше помалце трошоци, ќе бевме рационални, веројатно ќе беше далеку подобра комисијата. Ја не знам до толку да се преферира само некое лице, иначе држи. При состав на комисија од ваков тип треба да се има да и по етничка основа и по основ на физичка, значи се извинувам, хендикеп и по основ, значи на ЛГБТ и така натаму, да се има во предмето, знаете, 7 комесари, премалце дури сите категории, сите основи не може да ги наведеме во тој дел, и тоа затоа имаме Алмира, која ромка веќе 2 години работи еднаш со преку проект со ОПСЕ Одихир, а еднаш сега од собствени средства успеавме некако минатата година да добиеме малце повеќе пари, имавме сензибилност по однос на тоа, девојчето се докажи и навистина не требаше во делот на ромските прашања, значи имаме покриено и такво лице. А ако сакате веќе да идеме вакако, што би рекле стрви мак на конац, професорот Јован Ананиев, кој е исклучителен, значи човек познавач на човековите права, тој и предава, е на пример исто така лице со хендикеп, значи он многу лошо гледа, значи на 70% му оштетен видот. Така да имаме и во тој дел сензибилизација. Она што ранее го поставува, не може да се, тоа се факти, докази се да, навистина имаме представка за наш министер, како, меѓутоа ние не заради формата, зашто знаевме дека кога тогаш некој ќе не праша и мора да одговори, меѓутоа верувајте дека така поставивме, значи ако имаме предмети, пошто составот е колку е толку, нели структурата му е доста ширенолика, значи ако имаме предмет кој го засега Министерството за труд, обично го работат тоа другите, од ние што се од образование, ако се од образование ги земам јас и мојата колешка Ленче или да речеме Ирена и така натаму, воопшто не е важно, сепак да колку толку бидеме условно кажано независни. Меѓутоа искрено кажам да споделам со вас, има ли на земјава планета некој апсолутно независен? За мене е дилема, може после некој ќе помоли, ќе сугерира и ќе коментира и ќе ми каже. Во тој контекст и по однос на представката за министерот Спиро Ристовски, значи исто така може да се дискутира, да се говори. Може би во некои други наврати има нешто, индиции дека имало може би некој дискриминаторски говор, меѓутоа во овој контекст сметам дека нема, а можеме ако сакате и тоа да го подобјасниме што сакаше да каже и како, меѓутоа нели не мора да значи на секој инициирана представка дека ќе треба да пресудиме дека има дискриминација. Еве Шведска ќе земе 2500 представки, само 10% и 250 се констатира дека има дискриминација. Значи, зашто е тоа така? Од непознавање, незапазување на рокови, мешање на работите, затоа што пред малце исто така убаво се каже во филмот, дискриминацијата навистина представува специфичен облик на повреда на човеково право. Гледате, мора да имате 3 елементи. Често пати не се јавуваат луѓе кои што се, значи поднос детски права, поднос на возрастни, поднос на семено наследство и така натаму, мада и таму може да има дискриминација, нели? Меѓутоа говориме најчесто се јавуваат луѓе кои што и да не кажам јас извинувам и хроничари имате кои што на пример поднесува до жалба до Министерство одредено, до Труд и социјала и паралелно до председателот на кабинетот до кабинетот на председателот на државата, до кабинетот на премиерот, до собрание каде не, значи условно кажам, не сите поднесени представки значат дискриминација. Во овој контекст, во поднос на каснењето, осете што е она да пред малце кажано и во филмот, да, имавме проблеми од таков технички карактер, меѓутоа навистина тешко се доаѓа до докази. Превладуваше онаа ситуација дека не е едноставно некој да обвините дека е дискриминатор, а утре после тоа да испане дека такво нешто не се случило, е многу поголемо зло
отколку нели да речеме да почекате и да приберете докази и така натаму. Значи по однос на самата представка за сегрегација на децата ромчиња во Битола, навистина се направени малци ворени напори, да не кажем со наш трошок, сме идале во Битола, со советот, со градоначалникот, со родителите, со директорите разговарано и едноставно сметавме дека нема дискриминација затоа што евидентно е дека има индици дека се случува такво нешто, меѓутоа една стихина постапка каде што заради несреќна одредба во законот за образование, наместо каде знаеме дека имаме реонизација и сите оние кои што живеат во тој реон, во таа територија, нели треба децата да се запишуваат таму. Таму имаме тука е Бајрот, значи еден дел каде што нели поголем дел на ромската популација живеат и македонци. Меѓутоа во тој контекст имаме отпишување на децата македончиња. Значи родителите ги отпишуваат по различни основи. Оние што се легитимните се дека имаат промена на стамбеното живење, идат на друго место, имаме бракоразумна постапка, па мајката ке доверено детето кај неа па се сели од тој реон во друг реон и таа несреќна одбора и останато. Под останато имаме значи голем дел на лица кои што и токму заради тоа и рековме дека ќе идеме со евентуално со препорака за измена на ова законско решение. Она што комисијата тоа се евидентните проблеми и проблемот дефинитивно нели како комисија ние може да даеме и да инициираме рековме законски измена, ми да би се придружиле на секоја. По однос веќе и направивме така на експост регулацијата која не се направи, дадавме ние како комисија свој потребен фидбек по тој дел, дека сме за измена на законот, особено во делот, нели, и по однос на товарот на докажување што беше можно луцидно спомнато и апострофирано во филмот, и особено заради тоа што веќе вака како што е поставена комисијата, нели, надвор и од париските принципи, и тоа да не забораваме дека верувајте ми, имавме ние прилика да идеме и во Шведска, и во Северна Ирска, и во Република Ирска и така натаму, 50% од комисиите се и на ваков начин поставени. Меѓутоа не поставени да комесарите ги вршат и административните, и техничките, и стручните работи. Бидејќи е така поставена, ние не сме професионално ангажирани, што значи дека не можеме ни телефон, можеме, тоа ќе го направиме, нели, ми тоа не е тоа, дефинитивно го препознаваме како проблем. Ајде на почетокот беше некако подносливо кога немаше доволно представки, меѓутоа сега имате представки не само од Скопје. Имате во Радовиш, од Дебар, треба да се отиде на терен, да се разговара, па ќе ве скивираат намерно, нема да дојдат да ви отворат тогаш тој ден, нема да ви дозволат под секаков изговор дека не може да извршите увид во правилникот, систематизацијата и така натаму. Значи тоа се вообичаените проблеми што нас сепак не ослободува од обврската дека согласно законот треба да одговориме на поставените рокови, мада сме и за проширување на рокот кога би се прашале кај нас, за да навистина не го пробиеме рокот, а суштествено реагираме во овој контекст. Проблемите се евидентни, присутни се. Иначе можеме да кажеме дека можеби се некако се стекнува впечаток дека имаме влијание. Ја викам фала Богу, до сега директно сме немале влијание. Највише го очекувавме можеби од министерот тогаш за образование Тодоров, да не кажеме еве и поднос на тоа што комисијата сама донесе одлука за одредена работа, значи ние знаеме дека во законот немаше ЛГБТ експлицитно не се наведени, ми тоа знаеме дека има онаа одредба нели останати други маргинализирани заедници, значи ние 14 предмети имаме добиено од коалицијата и од други организации, од мрежата и така натаму. 14 предмети по кои што сме реагирали и во 4 сме утврдили дискриминација, што кој процент е доста висок. Можевме верувате кој за останатото некој ако не обвини да речеме еве не е експлицитно наведено и малце да нели со резерва да се пристапиме, меѓутоа ние во тие постапуваме и кога очекувавме дека на првата препрека евентуално би ни се јавил авторитет, министер и било кој, они го изменија тој дел, тој го препечатија, значи тој дел од учебникот, еве се случи сега и со филозофскиот факултет каде што нели и ректорот и така натаму и таму утврдивме. Има некаде кај што не се служуваме со вас и мора да дозволите дека сепак овие луѓе што работат таму примија на серија едукација, си имаат свој портфолио во делот на човекови права. Нема безгрешни тама работа, ние гледаме уставни суди, па Европскиот суд за човекови права, па коментираме дека по некој наше видување има или нема. Значи трпи дискусија и дебата околу тоа, меѓутоа најважната поента е дека треба со измена на законот да го имаме тоа одделение, затоа што и овие тела како нас што се формирани од искусни луѓе, познати во својата фела и не го работа само тоа, имаат сериозно тело позади себе. Значи да не зборам во Ирска на пример преку 80, еве ги бугарите до нас е блиску, значи имаат преку 85 или 90 како беа, значи лица, стручни лица, адвокати, социолози, социјални работници така натаму, стручни тимови кои што работат за нив, кои се сервис во остварување на прибивање на доказите така натаму. Евидентно е ова што ни се случи, јас не можам само да пренесам кај нас во комисија,
по однос на ажурирањето на предметите, да дадеме иницијатива по однос на измената на законот, дефинитивно стои. Секој ќе стоиме да биде и оној дел што го викаме, што е доста дискутабилен, да влезе сите основи, мада нели викаме и друго, бидејќи може некоја во моментот да се што воопшто не сме имале во предвидувањето или во фокусот да излезе, да се призна и да треба да се постапи. Така да во тој дел би имал сега да се толку, а по однос на политичко влијание, зашто да не кажеме, имавме значи во тие 20 на наши пресудени донесени мислења дека имаме дискриминација од политички аспект. Имавме два случаи што се многу малце дефинитивно. Значи луѓето веројатно се обесхрабрени, веројатно нема доверба се уште во значи институциите на системот и затоа и она уране што каже дефинитивно стои. Мито во едната имавме во Пошти Македонија, конкретно во делот на Чаир, каде што имавме лице кое што со години работело по договор за дело. По одреден период, неколку години, 4-5 се извинувам, друго работеше, не знам детали, преминува тој договор бидејќи е согласно нели законот за работни односи надвор од законски пропишан нели во ред договор, се преминува преку агенција за времено вработување на 3 на 6 месеци така натаму, кога за прв пат доаѓа, прибира средства, има, се распишува конкурс, она учествува во конкурсот, меѓутоа не ја бираат неја и ни поднесува представка, смета дека е дискриминирана по основна политичка припадност, лицето иначе од политичка и етничка, се извинувам. Иначе лицето е црногорка муслиманка. Не можеме никако да докажеме, значи зашо е тешко да се соберат докази и факти по однос на политичката припадност, значи немате статистика, никој не ви дава, ретко од партија би добиле дека е некој член и така натаму. Меѓутоа по однос на етничката припадност во тој период немавме што да правиме освен да се обратиме во секретаријатот за рамковен договор и таму ни дадоа одговор дека има толку и толку лица и црногорци муслимани, што е спрема процентот, значи задоволувачки. Зашо баш тоа лице не било? Не било бидејќи нели другите услови кои што ги исполнуваат и другите од надвор што конкурирале ги исполнувале, а одредени социјални вештини биле нели подобро квалификувани од работодавачот и не успеавме. Она што каде што имаме значи еден позитивен, зашо да не примери треба да се каже за да се храбрат граѓаните, во општина Карпуш се работеше за висок државен значи службеник кој што со години обавува и раководна улога. По промената на значи по најновите избори што беа се спроведени во општина Карпуш, нели дојде воопшто не е важно, мито и зашто и да не е важно, значи дојде победи гром на Стефче Јакимовски. Истата таа веднаш е преместена во подрачна единица или месна канцеларија во Злокуќани. Сега најнаш се обраќате, ви кажуваат нели ви одговара администрацијата, вака и вака, редовен конкурс и така натаму. Нема конкурс, него преместување, ви даваат образложение, затоа што дека е суфицит и така натаму, сметаме дека во последниот период, била оценета со единици, незадоволително и сега вториот пат ако биде оценета може да го изгуби работното место, меѓутоа сега е преместена на пониско работно место во местната канцеларија. Немаше многу избор, меѓутоа сепак се обративме до агенцијата за државни службеници, каде што најчесто се спроведуваат и на годишно ниво се даваат нели резултатите и така натаму од спроведеното оценување. И тоа колку е во ред, што да ви кажам, се оценува, ама како, што веројатно секој во својот домен може да знае, колку тоа може да биде веродостојно и колку тука нема елементи. Меѓутоа, наназад кога се направи анализа и самата агенција ни укажува дека со години наназад истото лице било максимално оценувано со 4. Најнаш за период од 6 месеци да покаже тако евидентен пат, значи непознавање на нови закони и така натаму е драматично ниско, така да укажа дека има индиција дека можеби. Ние тој момент го ценевме, поднесовме представка, истата ја испочитува и ја дадовме мислење, се извинувам, дека има дискриминација и препорачавме да се врати на старото работно место и таму се врати.